завршава 6 февруари. 6 февруари. Да, 6 февруари е еден од ретките скопски земјотреси кои на никого не му сметаат, напротив. Како дојавте на идеја да го правите овој земјотрес скопски? Па, у принцип идејата беше одамна, неколку пати имам кажано таа прича дека беше негде 2012 со Васко кога бевме на турнеја. Едноставно се роди као идеја онака да се направи некаков фестивал со кај што ќе бидат уклучени сите независни издавачи. И поема немам, му се јавме на Мирко и го реализиравме многу брзо и едноставно и првата година беше од старт успешна па. Да, она што е битно да се каже дека осим независните издавачи, нели оние луѓе кои во текот на целата година работат на издавање на музика и нормално бендовите без кои сето тоа нема да биде можно. Една од главните поенти, ако не е главната поента на овој фестивал е да биде привлечена што е можно поголем број на млада публика. Од таму и она широк диапазон на бендови од сите можни стилови, боже мој, од сите можни стилови, да. И од сите возрасти, без разлика дали е некој ултра познат или прв пат у живот настапува и нормално она што е најважно од све, најниската можна цена на врата, за да и најмладите бидат заинтригирани и заинтересирани. Мислам дека на многумина клинци овој ми е прв настан на кој што у животот веќе тоа трета, четврта генерација, настан на кој што може да дојат на некој, не знам, независен тип на настан на кој што може да дојат и да слушаат некои независни алтернативни откачени бендови. Мислам дека тоа е најбитно од сега. Па да, и мислам дека онака доста е битно што онака наступаат битни имиња и мислам дека им помагаат на помалите да поема да добијат на публика. Да, секогаш е тоа важно се разбира, драг колега, одлично. Сега само исто додам дека во теков на овие 4 години Земјотрес успеа да постигне едно ниво на, не знам, некој интегритет или популарност и да представува еден вид на маст за бендовите, значи дали бендот е некој тотално демо бенд или е некој доста познат етаблиран бенд, се среќаваме со ситуација која што на сите им е филм да свират на Земјотрес и мислам дека како што на бендовите е филм да свират на Земјотрес, така и на публиката филм да дојде на Земјотрес, а бога ми и нас ни е филм да го организираме. Скроз, да. Колку бендови оваа година? 22 артисти имаме оваа година. И минатата имавме 22. Поделени на 3 стејџа. Да, како и секоја година. Тоа е максимум што може да се извади. Да се изведе, да. Стандардна територија. МКЦ не само што е стандардна територија на Земјотрес, него е стандардна територија за, ајде да речеме, понормалната или пообразованата или покултивираната екипа у овој град, и не само овој град, него оваа држава. И мислам дека МКЦ сега за сега не гледам како ќе биде другачи, видни на совршен баланс од аспект на тоа каде е духовно МКЦ, каде е просторно, колку простор има и што возможно во овој простор. Факт е дека Земјотрес фестивал кој би можел дупло повеќе луѓе да. Па би можел, да. Би можел дупло повеќе луѓе. Минатата година поише луѓе имаше надвор него внатре. Ете, се збори дека имало поише луѓе надвор него внатре, но мислам дека ситуацијата не е до ајде да собереме што поише луѓе или ајде да направиме бизнис, пошто ова не е за да направиме бизнис, ова е за да ги собереме, да се видиме со новите генерации тет а тет, да послушаме бендови што никогаш не би ги послушале. Па и да направиме нешто за нашиот град нормално. Нормално за нашиот град, за нашите деца, за себе, што е можно подобро. Така да генерално не размислуваме управец кај знаеш колку сме големи, него ајде да размислуваме колку сме квалитетни и дали ја вршиме нашата задача. Овие бендови што минатата година имале некакво стварување албуми, EP, LP. Па да, у принцип се поканети сите оние кои што имаат издание во изминатата година. Првично ги мислам отворено ги каниме сите тие што нели имаат некакво издание. Имаат предност тие. Имаат предност, така е политиката на настанот на фестивалот. После ги ставаме втори сите што имале, да речеме EP, па сингл и така натака по некоја таква листа. Али не значи дека догматски се држиме стално до тоа као знаеш, не сме фанови на догми дефинитивно, но ова агилноста на македонската алтернативна сцена дефинитивно ни помага. Еве на пример со Фицко правевме список оваа година кој има ново издание. Едноставно многу луѓе издаваат, тоа е добро, се надам дека се поише и поише. Ние едноставно не можеме да постигнеме да ги викнеме сите кои издаваат. Може треба да направиме еден летен. Може. Еве на 26 јули 1963 тој летен беше така. Да. Кажете ми за
пошто спомнавме, нели, гужва е голема заинтересираност. Најрано карти, мислам, пуштени се во предпродажба картите, како и да има предпродажба? Да, од денеска се официјално пуштени у предпродажба, денеска сме 21, ако не се лажам. Јануар. 21 јануари, значи веќе има пуштено одма на оваа билетара, работи од 12 до 8. Тоа, во принцип, лани се распродаде фестивалот во 4 саат дента која беше, веќе немаше карти, така да, мислам, ова е некој апел да луѓето набават карти на време. Да, за да нема после. За да нема после, брат, пуштиме, брат, да влеземе и такви работи. Нормална работа е у развиениот свет настаните да бидат sold out. Фала Јас Богу, се да. надевам дека полека таа култура ќе дојде кај нас, па луѓето ќе се потрудат порано си набават карта. Добро, немаме баш некоја култура, чекаме стално до последен момент и за поголеми дешавки, за вакви алтернативни дешавки, за помлади бендови. Па види, тоа доаѓа од највисоките инстанции на државата, значи тие што треба да водат државата немаат култура и чекаат до задни и после задни час, така да веројатно тоа се рефлектира на сите пори на општеството. Ја мислам дека алтернативната култура барем малце има повеќе осет за купување карти, дека се купуваат карти, дека има колку толку малце некаква поддршка. Таа може да го кажам за овој дел, така. Искрено се надевам дека алтернативната култура има некаква култура. Добро, добро. Да си земат на време. Да, да. 3 стејџа, едниот пример DJ, нели, електронска. Едниот стејџ е електронски, да, правиме мал пресак на она што можеби највеќе е било Овде активно горе. албумски Може да фатиш со камерата. на електронската сцена. Другите два стејџа се, ајде да речеме, рок, не знам дали е тоа рок, знаеш, секој ќе каже кој стил Рокче. е рокче. Ја ќе сгрешам, што и да кажам, ќе сгрешам, така да имаме секакви бендови, има метал, има хардкор, панк, има поп, има и Рапери. шминкери, има рапери, Да, буквално. има, не знам, джезери, има свашта. И третиот стејдж, Тоа тие два стејџа се У принцип, у принцип се истешто. Да. И тие два стејџа се случуваат на начин да еден бенд свири на едниот стејдж, на другиот стејдж нема бенд, се спрема да, тоа е другиот. тоа е така веќе од првата година. Теоретски можеш да стигнеш да ги да ги фатиш фатиш сите бендови. бендови, да. ќе има ли мрч, нешто такво? Да, довиде? А да, тоа секако и секоја година битно да се каже дека во принцип овдека во холот доле независните издавачи имаат штандови кај што може да се набават сите македонски изданија. Да, ги покануваме тие што можеби се уште не се свесни за оваа можност, овој opportunity да дојдат вечерта на 6 април и февруар. 6 февруари да го стават својот мрч доле во холот на МКЦ. Апсолутно.